Добро утро, почитувани гледачи. Петок, 13 февруари 2026 година. Утрински муабети на Делчево 365.мк. Сончев ден ќе имаме денеска, барем така изгледа. Утро свежо, суво, времето ќе дозволи една убава прошетка за граѓаните. Низ градот Делчево. Што би кажале денес? Би кажале најава за кошакарскиот натпревар кој во недела ќе се игра во спортската сала Методи Митевски Брицо помеѓу Патриот и Баскеткам, барем така е најавено. По победата над Спортим и 2 разлика. Потребните 7 разлика се извинувам. По победата над Спортим и обезбедените над 7 разлика, победивме со 19, сега во оваа спортска сала во недела ќе треба да се сретнеме со лидерот, шампионот Бадел. Сега не знам баш дали е лидер, меѓутоа е повеќе години шампион. Баскеткам, се извинувам. Еве, учениците малку на прошетка. Црвено мора да почекаме. А во меѓувреме да видиме има ли некоја најава за некој настан. Синоќ го погледнавме филмот Приказната за Силјан. Навистина еден прекрасен документарен филм кој треба да го погледнете штом ќе имате прилика. А приликата синоќ беше за жителите на градот Делчево. Еве го Горан Узунски, вредниот работник, заедно со останатите вработени во предпријатието. Кој доби и награда годинава на почетокот на мандатот на градоначалникот актуелен Иван Боцевски. Кога сме кај него, еве ќе зирнеме на неговата страница додека возиме што има новости во поглед на работата на општината. Во текот на вчерашниот ден е реализирана посета на здравствениот дом Гоце Делчев, каде Гоцевски се сретнал со директорката Билјана Георгиевска и докторите Софија Становева Стојановска и Тони Георгиевски, како и медицински персонал од итната медицинска помош. Целта на таа посета била запознавање со новата современа опрема за далечински мониторинг и диагностика на пациенти. Станува збор за систем кој овозможува следење на здравствената состојба на пациентите од далечина, особено на постарите сограѓани кои живеат во оддалечените рурални подрачја на нашата општина. Таа е информацијата во врска со ова. А паралелно знаете дека се ближи празникот за душници на потегот кон манастирски комплекс Света Богородица Балаклија. Денови забележавме дека се работи на интервенција на проширување на банкините на патот кој води до таму, а поминување из гробиштата, преку гробиштата. Така што еве да се надеваме дека ќе има доволно паркинг места за сите кои ќе бидат во посета на гробовите на починатите. Таму вообичаено е прилично гужва и сообраќајци од
полицијата во Делчево знаат да го регулираат сообраќајот за да се воспостави ред. Вчера се одигра, кога сме ке спортот, пардон, да се навратиме, вчера се одигра меѓуопштински надпревари во училишен ракомет помеѓу основното училиште Свети Климент Охридски, Ванчо Прке и училиште од Кочанскиот регион. Победи екипата на Свети Климент Охридски, обезбеди понатамошно учество на зонските надпревари. Честитки до екипата на Свети Климент Охридски. Наредната. Во месец март започнува и кога сме кај спортот, започнува и продолжението од сезоната во третата фудбалска лига Исток. Брегалница Делчево првиот натпревар го игра со ударник на домашен терен на 6 март на градскиот стадион во Делчево. Сакаме да има што подобри резултати нашиот тим. Еве поздрав и до директорката на библиотеката, не забележавме во кадар. Така да, за се што ќе се случува, ќе ви информираме правовремено во рамките на нашите можности, секојаш кога можеме, еве вака преку да се подобри времето и пешки, ќе биде пеш снимено се што ќе кажеме. Така да ви посакувам пријатен и убав ден денес. Петок 13. 2026 година.